Добар ден, почитувани гледачи. Најновото издание на емисијата Под лупа, нова тема, но еден стар проблем кој што ни се провлекува години наназад, но годинава уште поевидентен. Пред една недела Охридскиот регион го зафати неевиден студ и мраз, кој што ги уништи земјоделските култури, посебно овошките настрада, и многу земјоделци остана без родот кој што го очекува оваа сезона. На оваа тема ќе разговараме денес со мојот гостин, Радован Велјановски, председател на Комисијата за проценка на штети при локалната канцеларија за земјоделие. Добре дојдовте во Лупа и во телевизијата вама. Ве благодарам. Господине Велјановски, како што реков, 21, 22, 23 април навистина забележани се многу ниски температури кои што многу негативно се одразија, посебно врз овошните култури во регионов. Настрада јаболката, коскестите, дрва, оние кои што тогаш во тој период цвета, значи речиси ништо да не остана од нив. Вие бевте на терен и каква е состојбата? Да, точно така. На 21.4.2017 во утринските часови општината Охрид ја зафати елементарна непогода, така би рекле, од мраз и слана. Одма истиот ден до канцеларијата, односно до Општинската комисија за проценки на штети, се почнеа да се јавуваат земјоделците. Ние истиот ден, како комисија, излеговме на терен во сите катастарски општини за да видиме првичните резултати, како е оштетувањето. Од првичните резултати што излеговме во сите катастарски општини, најоштетено е коскестото овештие, а и јаболчестото и раноградинарски култури. Оштетувањето е 100% кај коскестото, а кај јаболкото, црешата и вишната, уште за некој ден треба да се причека и таму е околу 90% оштетување. Така. Сега Охридскиот регион велиме, но кои се места ги посетивте? Значи, дали целокупниот Охридски регион или само некои сепаративно кои што беа најзафатени, најпогодени од овој студ и мраз? Значи, во тие 3 дена, 21, 22 и 23, комисијата излезе во сите катастарски општини. Орман, Охрид или Дебело поле катастарска општина, Горно, Долно Лакочереј, Ливоишта, Вапила, Косел, Лесковец, Љубаништа, сите катастарски општини, да видиме првичните резултати какво е оштетувањето. Се жалат и оние кои што се занимаваат со лозарство дека и лозовите насади настрада. Точно така, и лозовите насади се уништени 100%. Значи, ова година до Охридскиот регион речиси да ќе немаме никакви приноси од овие овошни култури, од земјоделски некои култури, бидејќи и компирот на некои места исто така има значителни оштетувања. Точно така, оваа година не ќе имат земјоделските производители за своји потреби од производите. Така е многу тешка година. Истото беше и 2016 година. Во истиот месец, само датумот е мало померен. Денес... Но земјоделците велат дека вакво нешто од 1975-та не се памети. Значи, минатата година имавме, но не до во помал обем, во толкав обем. Имаше нешто и што се спаси, што остана некаков род. И не беше цел регион фатен. Не беа сите катастарски општини. Сега што во вакви услови? Што кога ќе ни се случи вака, како што рековте, на ваква елементарна непогода? Имаме земјоделци кои што од тоа живеат. Имаме некои кои што тие приходи им се додатни, но има некои кои што навистина од тоа им зависи екзистенцијата. Да. Како тие семејства ќе преживеат и како ќе ја поминат ова година. Затоа што од некои разговори со луѓе кои што се занимаваат со земјоделство велат дека тие и покрај тоа што насадите настрада мора да инвестираат во нив за другата година повторно да родат. Значи не сме да ги остават во ваква состојба во каква што се. Точно така. Трошковите се исти и ако е оштетувањето 100%, тие мора да ги вршат сите операции во насадите или во овоштарството или пределството. Во вакви услови како елементарна непогода, земјоделците поднесуваат барања до локалната самоуправа, до комисијата за штети од елементарни непогоди. Истиот ден почнаа веќе да поднесуваат барања до комисијата, до
до општина Охрид и до вчерашниот ден имаме околу 210 барања. Таа бројка е голема или вака споредбено со други години кога се поднесувале? Да, е доста голема. До вчерашниот ден викам 110 барања, ќе видиме сега колку ќе бидат. Да. Рокот е до 10 мај, мислам. До 10 мај е пријавувањето за земјоделци за заштити. По добивањето на барањата, комисија излегува на терен кај секој производител што поднесол барање. И вршиме проценка на секој насад по поднесеното барање. Кога ќе помине сите земјоделци, мислам по нивните барања, комисијата прави записник по методологија, односно се прави елаборат за вкупната штета од сите земјоделски производители кои поднесе барање. Таа вкупна штета, колку ќе биде, ќе видиме, со процентот на оштетување, тој елаборат се поднесува до Советот на локалната самоуправа. Советот носи одлука и кој ќе донесе одлука, ако донесе одлука, ако не, ако донесе одлука, тој елаборат се праќа до владата на Република Македонија, односно до Републичката комисија за проценки на штети од елементарни непогоди. Ние имаме рок за оваа процедура 2 месеци како општинска комисија за проценки на штети од елементарни непогоди. Во рок од 2 месеци мора да ја завршиме постапка. Така. Кој се е сега член во таа комисија? Значи, од кои се структури има луѓе, бидејќи ова е поопширна една комисија, не станува збор само за кога ќе имаме елементарна непогода во земјоделието, туку и во други области. Точно така, во оваа комисија членуваат 5 члена, правник, земјоделски инженер, дипломиран, архитект или градежен инженер, геометар и од сите струки. Мислам, елементарна непогода кој ќе се појави, кој ќе зафати некоја општина или цела Република Македонија, ова комисија е да има од сите струки во тие члени. Ако е од земјоделско, затоа имат земјоделски инженер. Ако е од земјотрес, има градежен инженер или архитекта и така натаму. Така. Сега кога се врши проценка на штетата, конкретно зборуваме сега за земјоделието и за овошките кои што настрадаја од мразот и студот кој што го зафати регионов, како се врши таа проценка? Дали се врши по хектар, дали се врши по стебло, во зависност од тоа колку ќе има унос од таа култура, значи кои методи се земат во предвид за да се изврши точна проценка, бидејќи од тоа пак зависи дали колку ќе му биде исплатено на земјоделецот. Точно така, проценката има повеќе методологии. Се врши и по единица површина, по хектар и по број на стебло. Во последниот момент, мислам, ние работиме по инструкции од Републичката комисија. По налог има методологија за тоа, викам. Затоа се работи и по единица површина, по хектар производство или по стебло. Последната ланската штета што беше за мразот, работиме по стебло. Производи по производство колку принос дава едно стебло и така се правеше проценка. А оваа година? Оваа година ќе видиме, затоа ви кажав, до вчера добивме допис од Министерство за земјоделство и шумарство и барањата од денешен ден да се поднесуваат за оштетување кај земјоделските производители во подрачната единица во Охрид. Така имаме насоки од Министерството за земјоделие. Како ќе види натака по сугестии од Министерството, како ќе се врши проценка, ќе видиме како. А сега сите барања кои што стигнаа во локалната канцеларија се пренесуваат во подрачната единица? Точно, сите барања до денешен ден, околу 210, поднесени преку архива, ги предадов, ги зедов од архивата, ги предадов до подрачната единица за земјоделство. Значи да ги информираме сега граѓаните кои што сакаат точно, тој е еден апел до земјоделците оштетените. Тие што поднесоа барање до локалната самоуправа ќе бидат пренесени во подрачната единица, а оние кои немаат поднесено да одат да поднесат барање во подрачната единица. Затоа документите ќе бидат искористени исто, истите документи што ги поднесоа кај нас како комисија, општинска комисија до локалната самоуправа. Едино само друго барање ќе се поднесат во министерството, нивни формулар, а истите документи ќе се приложат до тоа барање. Нема трошкови да прават, мислам.
Кои се документи, господин Велјановски, се потребни еве за оние кои што може би не знаат или не се досега информирани, што треба да подготват за да поднесат барање ако имаат штета во нивните насади? Со формулар од барањето треба поднесат имотен лист, поседовен лист и пописен лист, лична карта и трансакциона сметка. Све фотокопи. Тие документи. Така. Колку се информирани охридските земјоделци еве за нивните права дека можат во вакви случаи да поднесат барање и да барат обештетување од државата? Доста се информирани, затоа и тоа не го напоменав на почетокот. При локалната самоуправа со доаѓањето на господинот Никола Бакрачевски за градоначалник на општина Охрид, отвори канцеларија. Така се вика канцеларијата, мобилна канцеларија за административни и стручна подршка во земјоделството. Од 2013 навака земјоделците се информирани за сите случувања што се случуваат на државно ниво и на локално ниво. Ние држиме состаноци, семинари и покануваме земјоделците така да се доста информирани. Така. Сега Охридскиот регион не е окарактеризиран како земјоделски регион, значи не е главна дејност земјоделието, но сепак има доста луѓе кои што се занимаваат. Вака од прилика, сега немате вие можеби точна бројка бидејќи тоа оди преку подрачната единица, но од контактите со земјоделците има ли доста граѓани кои што се занимаваат со земјоделство? Има. Доста граѓани се занимаваат со земјоделство, со дополнителна дејност, иако се вработени скоро секој домаќинство се занимава со земјоделство. Так. Дополнително. Во ова тешко време на економска криза, добро е да се надополни, да се надополни буџетот или да се најдат некои дополнителни средства за екзистенција. Значи ова комисија будно ги следи сите работи. За жал треба да реагирате тогаш кога ќе дојде до некоја ваква ситуација и да излезете на терен. Но ме интересира дали може претходно нешто да се направи превентивно, бидејќи сега еве имаме софистицирани методи со кои што однапред се кажува какви ќе бидат временските прилики или неприлики, дека може тој регион да го зафатат еве вака мраз и студ. Дали може некако да се заштитат од вакви непогоди земјоделците или пак да ги осигурат своите овошни насади или земјоделски култури или што и да е друго со што се занимаваат? Точно така. Земјоделците беа информирани и то точно од канцеларија, локална канцеларија. При метеоролошките најавите од метеоролозите дека ќе се случи на петок спрема сабота ниски температури. И земјоделците се најдоа во небрано, не беа припремени. Тие очекуваа, се припремаја со одредени заштитни мерки за петок спрема сабота. А случајот се случи ноќта измеѓу четврток и петок, 20 и 21. Ден пред тоа, значи? Ден пред тоа. Тие се припремаја со зачадување, со оросување и други средства, некои заштитни, али се припремаја за во четвртокот. За во петокот спрема саботата. А ова се случи 20 и 21. Ноќта меѓу 20 и 21. Вечерта имаше на 21 јување на снег, па потоа малку дожд и насадите беа влажни. И во тој случај и до минус измрзнува насад. Ако беше суво, не ќе имаше толку, мислам, штети, али беа припремени земјоделците. Носеа слама, дрва, со трактори, со прскалици, али се припремаја за во петок спрема сабота. Значи, некогаш не можеме ништо против природата, ете. Да. Колку и да се предвидува, нешто може да до крај да не може да се предвиди и да се случи ова што се случи. А околу осигурувањето, дали може да ги осигураат насадите предходно? Точно, земјоделците идат до канцеларијава за осигурување, имат повеќе компании осигурителни, му нудат условите. Колку се условите добри и прифатливи за да може да се осигураат? Земјоделците кои ме пренесоа дека не се задоволни од осигурителните компании. Вика земјоделецов, ми прави полиса за осигурување на 15 април, а да ми важи од 15 мај. Тоа вика, кој ќе направам јас полисата да ми важи истиот ден.
Други земјоделци викаат, не осигураат во април, насадиве, не ти ги осигураат во април, него од мај и јуни натака. Кога веќе времето е постабилно и нема потреба да се... Вика, можеби нема потреба. Да, нема потреба, тогаш нема мраз. Тоа е од земјоделците, такви информации имам дека не се задоволни од компаниите, што некој има па не ги осигуруваат. Па една година осигурал, ова година оди земјоделецот да осигура, не го осигурува. Така да имат многу проблеми. Тие пари што се даваат од владата, мислам ова е сугестија од земјоделците, тие субвенционират 60% на компаниите, 60% државата, а земјоделецот 40% плаќа за осигурување. Земјоделецот вика поварно да ми даде за некој заштита да направам, од град или од друго, тие 60% него да му ги дава на компанија. На осигурителна компанија. Мислам, значи многу прашања и многу проблеми има за мика не се задоволни земјоделците за решавање и за разгледување во иднина, затоа што ако сакаме да го развиваме земјоделството и што повеќе тежнееме, значи младите некако да ги привлечеме да се занимаваат со земјоделство, сакаме сите да конзумираме здрава храна, значи здрави производи автохтони од нашиот крај. Се повеќе се оди на органско производство, но за сето тоа треба да се создадат услови. Има ли слух, и кај локалната, и кај владата, и кај Министерството за земјоделство, бидејќи тоа е најповикано тука во ова област? Слух има од локалната подршка, од локалната самоуправа и ние како канцеларија на локално ниво. Све што треба им помагаме на земјоделците. Секој ден сме во контакт со нив и ако треба некоја поддршка и со владините институции. За све му помагам. Така. Сега рековте 210 рековте барања се поднесени до денес. Сега вие излегувате на терен по сите тие барања, значи на секаде каде што е поднесено барање, вие треба повторно да излезете, да видите дали е тоа онака како што е представено, дали е реално или не. Од кога започнувате со тој процес? На теренски по поднесените барања почнуваме од вторник. Има некој приоритет или некој редослед или како? Не, нема редослед. Комисијава ќе се договориме на кој реон ќе одиме прво, од вторник, среда, четврток, петок, така. Редослед нема. По поднесени барања по сите населени места или катастарски општини. Што се случува? Дали почесто имате ситуации каде што се совпаѓаат оние ваши видувања со видувањата на земјоделците или пак има некој расчекор? Она што вие ќе го утврдите и видите со она што тие го бараат? Дали се реални во нивните барања или пак бараат нешто повеќе од што треба? Не бараат ништо повеќе земјоделците, реални се во нивните барања. Треба да му се остваруваат во секој време. А дали им се остваруваат? Затоа што имаме информација дека од минатата година уште не се исплатени обештетувањата. Точно така, али тоа не зависи од нас како канцеларија или од локална самоуправа, тоа е од владата на Република Македонија. Точно имаше и лани штети од мраз. Постапката е завршена кај нас и испратени се елаборатите до влада, Републичка комисија. Од таму имам информација дека е завршено, дека е одобрено, али средствата не се уште префрлени. Како сега во вакви услови да обстојуваат земјоделците? Значи, што да прават? Затоа што рековме дека растенијата не чекаат, мора да се негуваат за да дадат род. Минатата година ги задеси што ги задеси, може би истите земјоделци годинава настрада. Значи, минатата им се случи една таква непогода, годинава уште една и ги исцрпува максимално. Наместо да нивниот буџет да се зголемува, тој се намалува и откаде средства за да и тие да екзистираат, а и растенијата понатаму да бидат во кондиција за да можат да родат идната година. Точно така, земјоделците се не знаат во која ситуација си што да прават, ќе немаат замено и субвенции, оштетување плански не се исплатени. Во секој момент чекат дека ќе добијат средства од владата, ќе му се исплати, па
ќе видиме што. Во која висина се тие средства? Имате ли информација? Значи, за која сума станува збор? Дали е нека голема сума што требало веќе повеќе од година да се исплатили? За ланските штети од мразот, што беа од 2016, мислам мразот 2016, вкупната штета е околу 30 милиони денари. Тогаш колку барања беа поднесени? Ланската година беа поднесени 150 барања. 150. Значи веќе го имаме и тоа многу надминато во Да, годинава. и повеќе, над 300 и повеќе. Ќе видиме како ќе биде, дали викам до денешниот ден се 210 барања. Ако не сме лажи помнењето, преклани имавме проблем со градот. Значи имаше некои реони кои што ги зафати град и таму имавме. Дали тие се обештетени, бидејќи тогаш се поднесуваа барања? Точно имавме предхлани град и тогаш излезе комисија на терен, направи проценката. Завршена е од локалнава самоуправа како комисија општинска од елементарни непогоди. И тој елаборат е пратен до владата и тие средства не се исплатени на земјоделците, али и тие средства се одобрени. Таа сума беше тогаш за градот околу 50 милиони. Значи многу надеж не им останува на земјоделците, земајќи во предвид предходни некои искуства, ама добро еве да видиме можеби. Не, имат надеж и можеби наеднаш ќе им бидат исплатени средствата, па ќе малку ќе се закрепат. Точно така ќе Дали се обраќаат кај вас затоа што вие им сте некако директна врска и сигурно се јавува кај нив револт предизвикан од и од тоа што претрпеле штети, од друга страна што не им се исплатени средствата, па се обраќаат кај вас барајќи од вас некаква помош, а вие не сте во можност тоа да им го пружите. Да, имате ли такви ситуации? Како се справувате со тоа? Секојдневно идат и барат помош од кај нас. Затоа викам за штетите што се 2016-2015 оргиравме до владата, мислам, до министерствата таму, до Републичката комисија. Вика средствата се одобрени, ќе бидат исплатени, во кој процент ќе ни кажат, уште не, али важно е во процедура и одобрени се средствата и ќе му се дајат ќе се обештетат земјоделците. Сега е проблем со... Но немате ниту рок, Нема рок. Сега се вадат таму, дека е од по некои закони не може да се исплатат тие штети и субвенции, па ќе чекам и се надеват земјоделците дека ќе ги добијат. Не им останува ништо, туку да се молат временските услови да ги служат, да не се случуваат вакви непогоди, затоа што навистина тешко еве се добиваат некакви средства за да може да застанат на нозе. Малку ќе ве одморам тука, овој дел на емисијата првиот го посветивме на актуелната состојба, значи ова што го задеси Охридскиот регион и штетата што беше причинета од мразот и од сланата. Во вториот малку ќе поразговараме која е функцијата и улогата на ова локална канцеларија и колку преку неја можат земјоделците да се информираат за нивните права и можности, затоа што има можности, само треба да знаат како да ги искористат. Малку одмор со реклами. Денска забава во плажа ресторан Потпеш. Уживајте во прекрасниот амбиент надополнет со музиката на Трио Долче од Белград. Престижните гостинки ќе ве забавуваат на 29 и 30 април и на 1 мај со почеток во 14 часот. Резервации на телефон 071 231 022. Автосервис Маџар го проширува својот тим со нови автомеханичари со и без работно искуство. Можност за вработување која не смеете да ја пропуштите. Доколку сакате професионално да се надоградите во сервисирањето на автомобили, пријавете се веднаш. Автосервис Маџар постојано воведува најнови технолошки достигнувања во својата работа. Најново во Македонија, компјутерска замена на масло во автоматски менувачи, репарација на мотори и менувачи и целосна диагностика на електрониката во вашите автомобили. Автосервис Маџар ве очекуваме. Бутик Хепи, специјализирана продавница за детска облека и модни додатоци за деца на возраст од 0 до 16 години.
Одличен квалитет по пристапни цени. Најнови модели на дресови од омилените фудбалски звезди. Тука се и веселите модели со ликовите од цртаните филмови: Фроузен, Маша, Спајдермен, Мики, Мини Маус и многу други. За активно и разиграно детство, најголем избор на тренерки, елегантни фустанчиња и оделца за малите дами и джентлмени, тренди фармерки за модерни момчиња и девојчиња. За најмалечките, се што е потребно од бебешка облека до постелнини, квалитетни и нежни, како допирот на мама. Голем избор од најдобрите брендови: Брезе, Next, Пампела, Вејве. Бутик Хепи, за среќни деца. 20 години растеме заедно. При посилна светлина, особено кон крајот на денот, очите ви се уморни и црвени? Затоа се тука Макулин Фреш капките. Заморот и црвенилото на очите исчезнуваат за миг. Вратете го сјајот во очите со Макулин Фреш капките. Диет Фарм. Пролетна акцијска продажба во Кармен Бау Центар со големи попусти на целиот асортиман на Метабо, електромашинен, графите, Топекс, Рехау, Верто и Мимон. Ве очекуваат многу изненадувања и бројни подароци. Акцијската продажба ќе трае од 5 април до потрошување на залихите. Кармен Бау Центар. Полни и доби за сите лојални корисници на картичката Верна. Голема јубилејна наградна игра по повод 70 години Мак Петрол. Подаруваме многу вредни награди. Со секој впишани 10 поени на вашата Верна картичка добивате по една шанса за награда. Колку повеќе трансакции, толку повеќе шанси за добивка. Секој месец подаруваме 2 лаптопа Дел, 2 викенди за двајца во Струга, 10 воучери за гуми, 20 воучери за Лубекс моторни масла, 30 воучери за Кристал Кар средство за стакла, 40 Верна поени во вредност 100.000 денари. Главни награди: 2 скутери Honda, Веспа Honda, чамет со мотор Honda, Honda Jazz, Honda Civic и исклучителната Honda CR-V. Верна ги наградува најлојалните. Колку повеќе полниш, толку повеќе добиваш. Само на бензинските на Мак Петрол. За повеќе информации на verna.mk и macpetrol.com.mk. Одамна се познаваме. Хотел Тино. Долгогодишен бренд на квалитет покрај Охридското езеро. Уживајте во богатството на вкусови од македонската национална кујна, во пријатен и топол амбиент. Хотелот располага со 52 соби, како и спа центар за комплетно релаксирање, со джакузи, сауна и парна бања. Најдобрите вечерни забави со акустична музика, врвна услуга и одлично вино за кои долго ќе раскажувате. Ви нудиме убави моменти со вашите блиски. Хотел Тино. Господин Велјановски, ние продолжуваме со нашиот разговор во студиото на емисијата Под лупа. За гледачите кои што може би подоцна се вклучија, разговараме за штетите кои што ги задесија земјоделците од Охридскиот регион поради мразот кој што го зафати пред една недела, речиси, 21-22 април.
и навистина многу овошки настрада и тоа 100%. За жал, оваа година нема да имаме охридска цреша, охридско јаболко. Точно така. Лозовите насади исто така настрада. Сега, ако можат што поскоро да им бидат исплатени средствата, па малку земјоделците да се закрепнат, но за тоа веќе не е тоа во ваши раце, што можевте вие направивте, сега зависи од Министерството за земјоделие. Сега кажавме дека вие веќе 4 години работите во канцеларијата за поддршка на земјоделието во склоп на локалната самоуправа. Еве ќе прочитам, значи, гласи Канцеларија за административни работи и стручна поддршка на развојот на земјоделието. Еве малку за оние кои што не знаат, што се можат во оваа канцеларија да добијат како информација, како насока, затоа што многу пати од незнаење и неинформираност, па луѓето не може да си ги искористат своите права. Имаме многу средства преку ИПАРД фондовите кои што можат да се искористат во областа на земјоделието, но некој не знае за тоа, така да еве можност да тропнат на вашата врата и да се информираат. Дали доаѓаат земјоделците, како ги информирате и кои се методи ги користите за да се доближите до нив? Точно така. И целта на канцеларијата е да биде во функција на земјоделците. Така да секој ден имаме контакти со земјоделците, ги известувам и телефонски, организираме состаноци, семинари, предавања и на тој начин ги информирам. Има ли интерес кај нив? Има интерес, бидејќи од прва рака и му даваме стручна помош како треба да се изведе тоа, ако има некој конкурс од ИПАРД, ги известуваме. Издаваме потврди за ИПАРДот за искористување од ИПАРД програмата. Како канцеларија во документацијата потребна е и потврда од локалната самоуправа, односно од канцеларијата за администрација и стручна поддршка во земјоделци. Искористиле ли некој од нашите земјоделци средства од европските фондови? Има ли такви? Има доста. И зашто? Има доста и тоа од кога се отвори канцеларијата со доаѓањето на господин граначалник Никола Бакрачевски од пред 4 години. Точно има најповеќе, до тогаш немаше искористувани нити еден охрид од ИПАРД програмите. До сега има околу 90 искористени за разни проекти, за механизација, за рурален развој, за капка по капка и така натака. Многу пати, еве и ние, останатите граѓани, не само земјоделците, не се нафаќаат да изготват некој проект, мислејќи дека тоа е многу сложено, тешко, дека многу е неверојатно да се добијат средства од европските фондови, бидејќи навистина имаат високи стандарди. Сега, што се треба да направат земјоделците конкретно, затоа што за тоа зборуваме, за да изготват еден ваков проект? Дали можат тие сами или имате некоја стручна служба која што може да им го изготви истиот? Како, значи, кој е патот, кој е начинот за да дојдат до тие средства? Точно така. Затоа и канцеларија во функција на земјоделците, а тие програми или за припрема за аплицирање до тие проекти од ИПАРД програмите, во општина Охрид има Агенција за поттикнување и развој. Таму има советници. Тоа е во склоп на Министерството за земјоделие. Владина институцијата под Министерството за земјоделие. Сите тие програми што треба да се направат и да аплицираат, ги прави Агенцијата за развој и поттикнување на индивидуалното земјоделство. Таму има советници и тие треба да се функција на тие земјоделци. Кои услови треба да ги исполнуваат земјоделците за да можат да аплицираат со некаков проект за средства? За условите треба од конкурсот. Како ќе биде конкурсот поставен од Министерството? Према конкурсот си аплицираат и земјоделците. Треба да бидеш земјоделец, да се занимаваш само со таа дејност или може и дополнителна да ти биде? Треба да бидеш земјоделец за тие, мора да бидеш земјоделец и одредена површина на земјиште да си регистриран земјоделец. А имаме такви во градов? Има доста. Има и заинтересираност, има доста и млади земјоделци што користат од ИПАРД програмите, 50%.
Има околу 10 млади земјоделци неповратни средства искористено, 10.000, тоа е владата ги дава, неповратни средства за млади земјоделци. Со кои гранки од земјоделието најмногу се занимаваат овде во нашиот регион? Што најмногу успева, што најмногу вире ако некој млад сака да започне со нешто што е најуносно, значи што би можел да се занимава? Најмногу застапено во Охридскиот регион е јаболкото и црешата. Јаболко и цреша. Црешата сега во последно време некако како повторно да станува актуелна. Еден период на вистина Охрид беше препознатлив со таа охридска цреша, карактеристична по нејзиниот вкус и мирис и изглед, но еден долг период ја снема речиси. Сега повторно се возобновува. Сега можеби не толку тој автохтон вид на цреша, но сепак црешата како овошје го имаме се повеќе. И гледам дека се направи една задруга охридска цреша, дека се здружуваат земјоделците на полесен начин да се олеснат, значи себе, за да се ги решат и проблемите. И друго е кога ќе настапат така здружено и заеднички на пазарот. Сте вие во тек со тие работи што се случуваат во градов или? Да. Сме во тек. Имат и од Министерството има такви програми за односно субвенции за формирање на задруги, здружување на земјоделците, али треба поголема едукација кај земјоделците за остварување на тие работи. Повеќе состаноци, едукација едноставно треба за бидејќи тешко го примаат, тие мислат ако се здружат во такви здруженија, задруги, мислат дека како поранешните задруги, дека ќе могат дека дел од земјиштето ќе им припадне на тие задруги, да. Затоа викам треба поголема едукација кај земјоделците, состаноци, предавања. И не само за тоа, значи едукацијата и оди во тој правец затоа што има нови методи на одгледување на културите. Точно. Не е само она како што било некогаш, туку сега имаме современи средства, современи начини, механизација. Точно. И да си го олеснат работата и да си ги зголемат приносите. Да. Точно. Рековте дека организирате средби и предавања, доаѓаат ли земјоделците на тие, затоа што кога ние ќе одиме, кога ќе има некој таков настан, на вистина во многу мал број ги има. Доаѓаат земјоделците, али треба да го потребиме терминот, не во секое време. Ако закажеш во 10, во 11, земјоделците викат такви предавања, состаноци, организирани за тоа во покасните часови. Мислам зависи од периодот, во кој период се организират. Иначе има заинтересираност. Па ете бидејќи зимскиот период е малку попасивен на тоа поле, може во тој период да се организираат вакви предавања, па напролет да можат и да си ги применат. Точно, сега веќе активно се работи надвор и се обработуваат културите. Значи, ова ќе ни се одрази не само на буџетот на тие кои што се занимаваат со земјоделство, туку ќе ни се одрази на сите, затоа што производите на пазарот претпоставам дека ќе има многу повисока цена. Точно. Затоа што ова непогода не го зафати само Охридскиот регион, туку и многу други региони во држава, речиси цела држава, само неколку општини, Куртулија, вака народно кажано. И што не очекува? Не очекува еден скап пазар. Точно така, ќе имаме скап пазар и дури не ќе имаме за својата трпеза, земјоделците не ќе имат за својата трпеза, производи. Значи 100% е уништено. Така. Сега, за да работите со оваа категорија на луѓе, треба да имате некакви допирни точки. Дали некогаш сте се занимавале со земјоделство или можеби се уште се занимавате? Да, јас сум од земјоделско семејство, од земјоделска фамилија, сум се занимавал со земјоделство, со сточарство, и тоа е ми струката, и таа школа е завршена. И како, лесно или тешко да се биде по таа струка? Најтешко е земјоделието. Велат да се бориш со земја е многу тешко. Точно, најтешко е земјоделието. Да не му си го кажате на земјоделец. И многу е непредвидливо. И многу непредвидливо. Тоа е фабрика на отворено земјоделието. Едноставно тоа е. Тоа е тоа. Значи,
Пак ќе речам, постакуваме подобри временски услови за сите земјоделци да имаат што помалку проблеми и да си го добијат барем назад она што вложиле. Точно. Ако не повраток. Да, барем да имаат една проста репродукција, да не имаат штети, загуби. За се она што не им е јасно и што сака да се информираат, кај вас може тоа да го направат во канцеларијата. Точно. А комисијата е тука за, не дај Боже, ако има вакви проблеми, да излезе на терен и да констатира што се случува. И тоа треба понекогаш, мора да има. Благодарам за учеството во Лупа. Се надевам дека некои работи на гледачите им станаа појасни. Оние кои што не беа доволно информирани, се информира, знаат каде да се обратат и да очекуваат да им бидат исплатени средствата. Ви благодарам за поканата и во секое време сме на расположение. Благодарам уште еднаш.